подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван председател на владата, почитувана македонска јавност. Ке почнам од она зашто имавме огромни кавги во четвртокот или во петокот, а тоа е дека председателот на собранието врз основа на член 68, став 4, пред поминување на 18 часот, ни пушти известување дека врз основа на членот кој што го прочитав, не известува дека ќе продолжиме со работа и по 18 часот со 104-та седница. И сега се прашувам зошто ние еден час со подпредседателот на собрание имавме дискусии, дебати, убедувања дека така треба да биде, а денеска председателот на собрание, кој што не си ја знае работата, ни пуштил известување. Се еден од вас двајцата не е во право. Па нема да речем дали лаже или не, ама очигледно еден не е во право. Затоа што вака треба да биде. Бил тука, не бил, председателот на собрание, подпредседателот треба да не извести писмено. Затоа што никаде во надлежностите на подпредседателот на собрание не пишува дека може усно да не извести. А тоа, дали тие се договориле или не, како да ја тераат работата, е една работа. Кога сме веќе тука, морам да спомнам огромен број на искажани невистини, еве да бидам коректен во дискусијата, од страна на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз. Многу пати ќе ме прашаат зошто не одржите прес на таа тема. Ја викам дека денеска треба цел ден пресови да држиме за да ги исправиме нивните невистини кои што ги кажуваат. Односно, во дискусија од пратеници, ВМРО ДПМН највели пратениците од власта ја навредува администрацијата. А истата таа администрација нив ги казнува за сето она што го ветува и што не го реализира. Во дискусија на пратеници од власта, велат ВМРО ДПМН го навредува наставниот кадар. А истите тие пратеници од власта, за жал некој и наставен кадар, збор не реагираат зошто немаме учебници во месец февруар, кај на месец февруар, почеток на месец март. Важно, ВМРО ДПМН ги навредува наставниците и наставниот кадар. Тоа што нашиве деца, сега се плашам да не бидеме обвинети и дека деца ги навредуваме, останаа без можност да се надобразуваат со учебници кои што се редовна обврска на владата и на Министерството за образование, тоа не е ништо. Слушнавме тука, опозицијата кочи да се обезбеди плата во здравството. Луѓе, ја не знам веќе што да кажам после вакви изјави од власта. Знам дека вас рак рана ви опозицијата затоа што ви ги обелоденува најголем дел од скандалите, велам најголем затоа што сите не можеме да ги испофаќаме, некои идат покасно од скандалите, ама опозицијата кочи да се обезбеди плата во здравството. Знаете дека формално правно Бекин Сали ви е уште министер за здравство? Бекин Сали не даде оставка. Бекин Сали не е разрешен, затоа што не е завршено гласањето за неговото разрешување. Постапката е во тек. Вие формално правно имате министер за здравство во ликот и делото на господинот Бекин Сали. Е тоа што за една година се доведовте во ситуација да не смеете да му кажете на Бекин Сали да ви подпише плата, а сте работели една година заедно и се крстевте во човекот и го браневте, е за тоа да се прашате сите вие. Сите вие од власта, а посебно да размислат за оние кои што влегуваат како джокер варијанта во владата во наредната една година. Затоа што за 10 месеци, колеги, реформи не се прават. Затоа што при постоечки министер за здравство ние остануваме да ја обвинуваме опозицијата, дека опозицијата со долги дискусии кочи да се избере нов министер и да се обезбеди плата за вработените во здравството. Е сега, господинот Рендевски како заменик министер и како стручњак кој што несомнено
и кој што можеби имаше визии, а неформално зборувавме што планира да направи, не му дававте шанса, ама буквално ништо да направи и го пуштате како истрошен кадар, тоа не е проблем на опозицијата. Вие си ги горите и си ги трошите луѓето. И тоа, пазете, само спас на врвот на владата и одредени луѓе и одредени тендерашко бизнис, криминални екипи кои што стојат. А вие, колеги пратеници, гласате се, поддржувате се. Овде, од тука зборувавте. Од тука ги слушавме зборовите, дека Беким Сали ќе биде ренесансата во Фондот за здравство. Дека Адмир Ималити, еве и него да го спомнам, ќе биде човекот кој што ќе ја донесе иднината и промената во Министерство за информатичко општество. Меѓутоа, овде гледаме, сега се трудат колеги од Алтернатива, се извинувам, да објаснат што се сработил Адмир Ималити, меѓутоа ние освен балансерот не видовме навистина што сработил човекот, а па и од писмото кое што го испрати премиерот Ковачевски до Собранието, навистина не гледам дека нешто дополнително е кажано. Предлагам Собранието на Македонија да ги разреши тие и тие, да ги разреши на првата наредна седмица. Толку им се брза. Ама не им се брза затоа што кочат процесите, не им се брза затоа што чекаат граѓаните, им се брза поради коалицијските математики, им се брза затоа што ременот околу вратот им е стегнат, им се брза затоа што нивните почнуваат да негодуваат и како ќе ги смират, туку треба да го расшират просторот за маневар. Тоа е целта на оваа реконструкција на влада, тоа е целта на промена на овие министри, тоа ќе биде целта и на поставување на новите министри кои што ќе ги дискутираме во наредните денови. Да продолжам. Блокирано собрание од страна на опозицијата. Ама пред 10 дена подпредседателот на собрание, видно насмејан, на едно гостување на национална телевизија, вели собранието работи перфектно. 374 закони донесени, 140 одлуки донесени, 20 ратификации на договори донесени. Сега, работи или не работи? Кочиме или не кочиме? Може би, спрема размислувањата и она желбата на подпредседателот на собрание и председател на една политичка партија, така треба да работи собранието. Значи, со таа брзина и затоа сме задоволни. Може би некој пак од друга страна, исто поголем коалиционен партнер во Социјалдемократскиот сојуз за нив зборува, и ова е ново работа, па и тие сега треба да најдат кој е крив. Тоа било ВМРО ДПМН, блокирано собрание. Затоа, кога ќе излегувате на национални телевизии, кога ќе зборувате од тука, договорете се кој ќе ја кажува вистината. Фронтекс, 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 не го гласаа пратениците, Фронтекс, Фронтекс, не го гласаа, а договорот помина на Комисија за надворешни работи, што води ВМРО ДПМН. Сега, го ставивме како точка или не го ставивме? Јавете се тука, јавете се, не од место таму, како, ајде, да не речем збор. Внимавам што кажувам, и тоа одма треба да го фокусирам. Тука да ве видам, горе, напишени со име и презиме, се што сакате да кажете. Не е таму од место. И одма да работите. Да стави комисијата на Комисија за надворешни работи, председателот од ВМРО ДПМН е точката, ја стави. Ја гласавме. ВМРО ДПМН не гласа за Фронтекс, напиша на чист македонски јазик. Па нема бре кворум да ви направиме за ништо, свесни ли сте? За ништо нема да имате кворум. И ако имате поголем број на пратеници, пак нема да имате. Не од таму. Не ми се силите пред премиерот, пред вашиот председател од место. Говорницата е место. Од место можете само, пак ќе кажам лош збор, затоа што таков ми е диалектот, не кажува. Кога ќе слушнеме од вас нешто и од владата во однос на одговорноста? Лаги за ФЗУ биле изрекувани. Па како бре луѓе нема да бидат изрекувани? Директорката се брани со приватно обезбедување и не дозволува се влегува внатре. Заменик директорот ви се слика на некои екзотични плажи. Луѓето сакаат да знаат кај се отидени нивните податоци. Луѓето сакаат да знаат кој го хакираше системот. Иако ја кажувам дека
системот во оваа држава е хакиран од самиот вас. Од моментот кога сте дојдени тука сте најголема проблем за безбедноста на државата. Вие комплетно владата и владеачкото мнозинство кои што давате подршка на оваа влада. Дволични сте затоа што никогаш нема да побарате одговорност или отчетност, дури од министрите кои што заминуваат. Дволични сте затоа што едно пратеничко прашање критички немате поставено, туку секогаш се со фалби на владата и кога ќе дојдат вакви моменти, со наведнати глави ќе треба да гласате. Дволични сте затоа што од оваа влада во последниве 5-6 години од моментот кога се дојдени, ниту видовме некој успех, ниту видовме напредок, ниту видовме реформа. Единствено напредувате во криминалот, непотизмот, во намалувањето на довербата во Европската Унија од вас, во запослување на своји блиски, во тендери на блиски пријатели, во делење на пасоши на криминалци белосветски, на секој поголем проблем во Европа или во светот. Читам и се плашам дали ќе прочитам дека пак се работи за некој така наречен македонски државјанин кој што земал пасош од оваа влада, а на крај секогаш ги обвинувате вработените во одредени институции и потоа ВМРО ДПМН е било тој кој што ја сака администрацијата. Па ги наполнивте затворите со невини административци на кои што преку некоја процедура или систем им дозволувате на белосветските криминалци да зимаат документи, да прават пари во државата. На крај, секогаш одговорноста ја барате од третото ниво надолу. Не е таму. Рибата смрди од главата, колеги пратеници. Кога ќе осватите тоа, кога ќе почнете критички да разговарате, кога ќе почнете критички да размислувате, тогаш можете да очекувате да добивате доверба од граѓаните. До тогаш само ќе кажувате невистини од оваа говорница, ќе ве пренесува скапо платениот пиар, а граѓаните ќе продолжат да живеат со проблемите и маките за кои што гласно викаат по вас, ама на различни димензии сте. Не ги слушате луѓето затоа што вие заборавивте што се одредени состојби во живењето. Не ги слушате затоа што се влезени во лоши процеси кои што вие ги предизвикувате и вие ги правите едноставно во државата. Не ги слушате граѓаните, меѓутоа доаѓа крајот за многу брзо време, доаѓа времето кога отчет сите ние заедно ќе треба да дадеме пред граѓаните во оваа држава. Можеби ќе успеете и сега да ја направите оваа политичка гимнастика. Можеби ќе успеете, можеби не знам. Меѓутоа, немојте многу да се радувате затоа што ова ви е последна од пробните вежби во маневарскиот простор кој што ви останува, а верувајте е многу ситен и многу мал. Благодарам. Реплика Санела Шкриер.